Следниот гостин кој што се вклопува во поводот е господинот Имер Селмани. Добро утро, господине Селмани. Добро утро, добро ве најдовме. Кога го замолив да дојде и да малку поразговараме со неговите видувања за тоа што се случи на овие локални избори. Она што грубо може да се каже, прилично голем пораст на СДСМ, прилично голем успех на ВМРО, ДПМН, сега говорам за сите тие коалиции, помали левица се поставува сериозно веќе на мапата со амбиција која што е очигледна. Од друга страна, кај албанците, мојата оценка е дека Дуи си ги потврди и малку ги сочува позициите, ги зајакна. Од друга страна, Алијансата за албанците како да потврди заедно со алтернатива во тоа што има амбиција, а Беса во неколку места сериозно конкурира да се замеша во големата политика на делење на гласовите. Ајде да почнеме од ова последнова. Како ви се гледаат резултатите во оние општини каде што во претежен дел живеат етнички албанци, бидејќи тоа сепак и го следите, претпоставам, најдобро? Следиме све, пошто имаме не значи држава со голема, огромна територија, битни се сите општини, битни се насоките како се развиваме. Сето ова што го кажавте е заклучок од евидентните резултати кои што веќе ги имаме. Значи, се случија неколку феномени. Прв пат имавме коалиции предизборни помеѓу партии опозициони, македонски и албански, и партии од власта, кои што и порано се работува, меѓутоа обично втор круг или така некако притајно. Сега имавме официјални коалиции, значи објавени уште пред изборите. Не беа класични коалиции, туку поддршка едните на другите, некаде повеќе, некаде помалку. Што може да се заклучи? Може да се заклучи дека коалицијата или соработката помеѓу опозицијата внатре некако поубаво функционираше во смисла на резултатите кои што ги видовме. Односно, некои од албанските аналитичари ме предупредуваат дека Алијанса е незадоволна од испораката на гласови од страна на ВМРО ДПМН. Јас не сум ги видел математиките, не можам да проценам. Од бројките може да се заклучи дека и Алијанса добила поддршка од ВМРО и ВМРО добила поддршка од Алијанса. Од бројките исто може да се заклучи дека Дуи испорачала резултати онамо каде што победила, значи се гледа кај што можела се даде поддршка за кандидат на СДСМ, очигледно таа поддршка функционирала. Меѓутоа има одредени места каде што од СДСМ не е до таа мера која што се очекуваше од страна на Дуи да добие одредена поддршка. Односно, ако резумираме на крајот, очигледно сите политички партии својата работа си ја завршија за себе и за коалиционите партнери и најевидентно дека самата СДСМ не успеа да го испорача резултатот за себе. И нормално, ако не испорачаш резултат за себе, не можеш да испорачаш резултат за другите, односно за партнерите, тука се зборува пред се за Дуи. Изненадување позитивно, за мене очекувано, позиционирањето на Беса и потврдувањето на 26 или 27 хиляди гласачи на ниво на територијата на државата. Да кажеме, очекувано исто така за мене позиционирањето во втор круг во Тетово на Беса, скоро на исто равниште со кандидатот 29 со 27,4 Арифи и точно така со Теута, и ќе биде многу тесна битка, многу интересна битка со големи шанси таму исто така Беса да постигне и можеби историски резултат за себе. Компликувана е сега математиката во Тетово и ќе биде и внатрешно национално коалиција. Предизвик е голем прво за СДСМ, затоа што таму ќе се надпреваруваат двајцата партнери кои што ги има внатре во коалицијата. Очигледно не може ниту без Дуи, не може ниту без Беса. Не сме да се налути ниту Дуи, ниту Беса, така што... Тоа ли е шансата што Мицкоски најавува за можно ново мнозинство во парламентот? Мислите дека ако некој се налути дека може да промени владеачки бои, да кажем, малку потешко иде таа промена, значи затоа што секоја промена од едната или од другата страна, пак тие бројки се премногу тесни, тенки, математики и така натаму. Не верувам дека тоа може да биде пречката, затоа што очигледно вториот круг СДСМ ќе
ќе има многу поголема работа за да ги мотивира своите гласачи, својата структура да истрча и да постигне резултатот онамо каде што влегува во вториот круг. Како поранешен политичар ве прашувам, можно да ли? довршам. Само во Тетово има едно озбилно гласачко тело кое што гласаше за алтернатива, Алијанса. Има едно озбилно гласачко тело од ВМРО-вско гласачко тело, кое што не сум баш премногу сигурен дека ќе биде расположено да гласа за Теута Арифи. Така што ќе биде многу интересно. Па добро, во Тетово и ДПС освои 10% од гласовите, СДСМ 6%. Комплицирана е сликата, големата слика во Тетово и таа не е баш во прилог на Теута Арифи. Во Гостивар дуи многу фрли од своите ресурси за да го симне Таравари од власт. Тоа не им успеа за неколку гласа, бидејќи и пребројувањата не се точни, ДИК ќе треба да ги ревидира, таму има 114 вишок гласови, не се знае од каде се дојдени, бидејќи математиката не се совпаѓа. Меѓутоа Таравари за малку, за влакно не влезе во првиот круг како да победи како градоначалник. А од друга страна Бујар Османи ми беше овдека утринава, тие велат дека ние ги зголемивме поддршката во Гостивар од минатите избори. Како ја гледате таа ситуација? Сепак Таравари успева да собере, има ли воопшто шанса во вториот круг, бидејќи таму се надпревара со Невзат Бејта, има ли воопшто шанса Бејта за некакво изненадување во Гостивар во вториот круг? Тешки се изненадувањата, затоа што Таравари доби силна поддршка. Кога зборувам силна поддршка, имајќи го предвид фактот дека негов е втор мандат. Обично вториот мандат е многу потежок за да постигнеш и за да добиеш довербата кај гласачите, ако не си испорачал претhodно резултати. Очигледно дека Таравари ја ужива поддршката, барем од ова што го гледаме. И исто тука, и во Тетово, односно како што во Тетово, и во Гостивар, и во Дебар, да не забораваме, Дебар е мала општина, меѓутоа многу битна за сите албански политички партии и таму за малку не отиде... Интелигенцијата од Дебар, така викаат. Па, добар дел. Така што за таму исто така води во огромно водство е господин Поцеста и очекувањата нормално на секоја политичка партија е дека ќе направи преврат, меѓутоа треба да го имаме предвид фактот дека водството на ВМРО, ДПМН и големите бројки како резултат идат повеќе во прилог и идат на алтернатива, односно на Алијанса, него на ДУИ. Само уште една мала анализа за Рачинова, бидејќи таму е интересна. Судирот е помеѓу СДСМ и ДУИ, меѓутоа таму ќе решаваат, бидејќи има 15% Алијансата на албанците алтернатива имаат освоено. Така што таму нивната поддршка ќе решава, а не сум сигурен на кого би ја дале. Блиски се резултатите ДУИ води. Значи, имаме многу интересни комбинации. Ќе треба политичките партии инстантно да ги решаваат коалициите веќе не на државно ниво, туку на локално ниво, затоа што различни интереси, како што е Харачиново од некои 200-300 гласа е разликата помеѓу ДУИ и СДСМ, таму па албански гласачи се, значи таму нема или има многу малку, да кажеме, не албанско гласачко тело. Битни ќе бидат гласовите на Алијанса, како ќе бидат насочени, како што е битно и во многу други општини, како што е Тетово, да кажеме, како што е Струга. Битни се уште неколку многу општини кои што влегуваат во вториот круг и очекувањата се дека ќе видиме коалиции кои што нема да се повторуваат во секоја општина, туку ќе бидат уникатни за секоја општина. Бивши политичар сте, имате зад себе долга кариера и во бизнисот се разбира, меѓутоа ги разбирате овие процеси. Да ве прашам,
На СДСМ ќе му треба големо враќање во вториот круг за да ова што се преостанати некакви шанси ги остварат. Во политиката можно ли е такво враќање и дали можеби силите на инерцијата на победникот не се посилни од оние што СДСМ најавува дека за вториот круг ја примиле пораката, дека ќе се консолидираат и така натаму. Што се вашите проценки? Па ќе поразговараме за Скопје, бидејќи тоа многу. Јас на почетокот реков, сите политички партии некако се исполнија, освен СДСМ, која што не успеа дури својот капацитет, не коалицијски, туку капацитет во себе, собствен капацитет да го извади за себе, така што еве 2 недели не се многу, ќе видиме колку ќе успеат да се мобилизират или евентуално сите тие разлики кои што беа најавувани, некојаш поскромно, некојаш потајно, дека има поделба, дека има групи кои што работат во различни насоки внатре во СДСМ, вакво крило, такво крило. Па дали и вие некои од тие политичарите бивши кои Да. Дали е тоа резултат на пасивност на одредени, да кажеме, центри или структури, целиот резултат пак ќе видиме. Секојаш има сериозен удар му нанесува на Заев, ако значи секојаш има можност за поправка во вториот круг, меѓутоа никогаш не може да се очекуваат, значи спектакуларни случувања, големи случувања, циклични се промените. Значи она што се случи 2017 година очекувано беше и секој очекуваше дека не може да се повтори 2021 година, кога еден бран така голем дури ја изнедади и самата СДСМ од толку големи победи во многу општини во државата. Меѓутоа некако се враќа наназад тркалото, не во таа мера, меѓутоа сепак се враќа наназад и Скопје како главен град и скопските општини се пред голем предизвик и се знае многу јасно дека тој што ќе го добие Скопје се прогласува за победник на локалните избори. Искрено да бидам, дури да го добие Скопје, СДСМ ќе биде проблем да се прогласи за победник на локалните избори, но шансите да го изгуби се поголеми. Како знаете, не е седно дали го имаш Скопје или го немаш Скопје, иако треба и тука да имаме предвид еден факт дека изборите за советници се завршена работа, дека советите веќе се познати како бројки и тука доминантен збор, доминантно мнозинство во сите скопски општини, скоро во сите скопски општини, значи има ВМРО ДПМН. Опозицијата би се рекло, опозицијата, ако се земе предвид фактот бројките што ги има ВМРО, Левица и некои други, да кажеме, партии, ќе биде интересно како ќе функционира, затоа што првпат имаме толку шаролик совет, кој што може да биде блокиран и од лево и од десна страна и од центарот. Ќе биде интересно и ќе биде голем предизвик. Никош не е невозможно враќањето, меѓутоа за толку кратко време тешко. Иако треба да се анализира феноменот како успеа за една година. Ние имавме избори пред година дена за парламентарни избори, нели? Толку да има резултат кој што во некој голем пат е за СДСМ, ВМРО се зозема. Дали е фактот што граѓаните не се задоволни или не беа задоволни од високите политики, или од политиките на локално ниво, од ветувањата кои што беа дадени, а не испорачани, или е комбинација, за мене мислам дека е комбинација помеѓу двете, и високата политика и локалните неиспорачени резултати. Меѓутоа, само да напоменам дека има и поспектакуларни падови, она што се случи во Косово, пред само 6 месеци Ведвендос ја доби 50 и неколку % поддршка на централно ниво на парламентарни избори и за само 6 месеци изгуби повеќе од половина од поддршката. Зошто? Значи, доаѓањето со големи ветувања, со популизам, со мерки кои што убаво звучат, меѓутоа нереално е да се спроведат. Знаете, граѓаните денеска
дека читат, дознават. Не сите гледат телевизија, меѓутоа сите читат по социјалните мрежи, добиват секојдневни информации и многу брзо се апдейтират. Може би е тоа малку резултати на онај провокативните настани што се случува на српско-косовската граница. На луѓето веќе не им е по волја никаква сега некаква големи инциденти и така од сите страни на границата. Токму тоа, без разлика колку е тоа согласно устав, закон, колку стратегии и така натаму, меѓутоа пораката што беше дадена е дека луѓето сакат предвидливост, сакат сигурност за себе, за семејството, за својот капитал, имот и така натаму и не сакат премногу авантуристички да влегуваат во големите политики или големите случувања. За крај, сосема бидејќи сме веќе 30 на секунди во времето, да ве прашам, без разлика какви ќе бидат резултатите во вториот круг, тие сепак ќе бидат на крајот оценети како лоши за СДСМ, ќе влијае ли тоа на стабилноста по ваше мислење на националната влада? Па нема да биде сеедно. Нема да биде сеедно и пак викам, све зависи како овие комбинаторики на локално ниво ќе успеат да функционират или да не функционират, кој со кого ќе успеат да добие глас повеќе, затоа што да не заборавиме, на централно ниво имаме коалиција која што имаме, меѓутоа на локално ниво сега една приказна бара Тетово, друга приказна бара Гостивар, а сосема трета приказна бара Скопје, Петре Шилегов и така натаму. Па и Чаир, па и така натаму. Имаме ситуација каде што во Сарај се завршени изборите во прв круг, во Бутел се завршени изборите во прв круг, таа разлика, односно не таа разлика, туку разликата од 5000 гласови кој што е во минус во корист на Петре, може да биде многу поголема без гласовите од Сарај и од Бутел. Тука е предизвикот како тие гласачи ќе се мотивират да излезат да гласат, имајќи го предвид и фактот дека Даниела Арсовска од Сарај доби 2500 гласа, кое што никогаш досега не успеало да му се случи на ниту еден кандидат на ВМРО ДПМН, иако Даниела не е кандидат на ВМРО, туку е независна, меѓутоа поддржана од ВМРО, меѓутоа доби 2500 гласа. Значи, луѓето едноставно не можеш да ги водиш, ниту една политичка сила, партија веќе не може да ги води онака како што мисли. Има, значи, све совест. Тоа значи дека ние созреваме демократски и тоа е добро за државата, затоа што луѓето гласат со свое убедување од една страна, а од друга страна, пак викам, добрата порака е што прв пат успеа да функционират коалиции, меѓуетнички, предизборно, и тоа се покаже и за Скопје и многу пошироко. Тоа за балкански рамки е практично феномен кој треба да се ние немавме жешки, да кажеме, злоупотреби на националните чувства, не само овие се локални избори, меѓутоа ние сме виделе дека и за локални избори националните прашања се отварале, се злоупотребувале и така натаму. Сега прв пат видовме од двете страни, го видовме Мицкоски како им се обраќа на албанците, видовме Даниела како ги посетува албанските средини, албанското гласачко тело и тоа знаете, влева еден оптимизам, вака едно позитивна енергија во државата, ако не ништо повеќе, резултатите дели гласачите ги определуваат, меѓутоа духот треба да го задржиме и ово позитивен тренд треба да го задржиме понатаму. Имер Салмани, благодарам за овој утрински брифинг во детали.